Христа на суден ден ќе воскресне. Кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум хлебот жив, што слезе во небото. Слава ти, Исусе, татко мој. Татко мој, Оче, Оче, Исусе, те љубам. Зборувајте и денеска низ мене, татко мој, нека твојот дух ги отвори сите овие живи слова. Двоостар меч што пробива, што крши, што урива, што осветлува, што изгорува се што не е од тебе, во мене, околу мене, и сите оние што ќе ги отворат срцата и ќе кажат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што секој ден ме учиш да постапувам во љубовта, да ја живеам љубовта, да се претопувам во љубовта, да се учам во љубовта. Ти ме учиш, Господи Исусе Христе, разврат во црквата. Синек имавме молитвена средба. На Вибер може да по 20 луѓе, веќе сега е густо, фала ти Исусе. Имаме луѓе од Канада, од Брисел, од Лондон, од Германија, од Италија, Неготино, Скопје, Мавро. Те сакам, Господи Исусе Христе. Имаме и глува заедница со трудници кои учат од Охрид, Струга, Германија, Скопје. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Исусе. Од секаде се слуша и ние тие се кјаваат како не движи духот, како не учи духот. Секого од нас, и мене, и сите вие, и сите кои слушаат, и сите кои ќе ги отворите срцата и ќе побарате помош. Од секаде се слуша дека кај вас има блудство. И луѓето мислат блудство е кога спиеш со некој. Видите, блудство е, например, полово општење на телесно ниво. Тој зборува за блудство во духот, блудство во срцето. Значи има блудство во црквата, како што нема дури ни кај незнабожците. Знаете, ме прашуваат како сега, ако се христијани, да се разведат. Па видите, ако љубов нема, тоа е блудство. Живееш со човек што не го љубиш. Па побарај помош од Исус како да го љубиш. Исусе, дај ми помош. Кој го избрал да биде со него? Те натера некој, ти си го избрал. И потоа, видите, кога нема љубов, ништо не си. Нема ништо. Љубов е Отецот Небесен и Исус. Тогаш го нема Исус. Значи се слуша какво што нема никај незнабожците, односно дека некој држи таткова жена. И ние го имаме тој пример, распаѓањето на семејството. Спијат татко со ќерка, мајка со синови. Тој е прикриена појава и сега сака да се дозволи тоа, во тоа Содома и Гомора, као некој закон за родова еднакост или за дискриминација, сатанска доктрина да се оправдаат телесните застранувања затоа што си правил идолопоклонство кон живи створови наместо кон Исус. Знаете, кој љуби татко и мајка повеќе од мене не е достоен за мене. Врзување за мајката претерано подразбира хомосексуалност понатаму. Врзување за таткото подразбира потоа лесбејство. И измешано, татковци, мајки, деца. Знаете, блудство, некој држи таткова жена, но тој зборува за духовно ниво. Црквата е жената. Исус е младоженецот. Некој ја држи црквата и вели дека е негова. Црквата е на Исус. Зошто тогаш вие давате деноминацијски имиња на црквите? Тоа е блудството.
Каде пишува овде дека црквата е на некој? Некој човек основал црква и се прави поклонство кон него. Било кој, протестант, католик, православен, Јеховин сведок, те сакам Господи Исусе Христе, Исусов сведок. Исусов сведок. Да, мојот татко има син, Исус Христос, и многу синови и керки. Тие што ќе дозволат духот да ги учи. Значи, некој држи таткова жена, ја земал црквата и вели, моја е црквата, мои се проповедите. Ние сме правата црква. Исус е судијата. Исус одредува чија е црквата. Ако е тој главата, ние сме органите, зашто сме поделени? Значи, некој не се во Исус. Има тој стих е интересен. Вие не го примивте духот на овој свет. Пазете. Па тогаш како? Но ние не го примивме духот од овој свет. Значи, овој свет има дух. Кој е тој дух? Па, оние што се успесни во светот, богатите во светот, со слава, со пари, а не му даваат слава на Исус, се слават самите себе. Лажни звезди, за кои се чува дното на пеколот, за секогаш. Вие уште се гордеете. Пазите, горд имаме ние црква наша, ваква, блудство. Нека се исврли од вашата средина. Оној што го направил тоа дело. Која подели заедницата? Па тие што основаат цркви и после по нив се прави поклонство. Се поклонувате на живи луѓе и тоа подразбира Содома и Гомора понатаму и затоа се доносат родова еднаквост, а од друга страна македонците кои се овде запишани немаат човекови права. Зошто не донесете закон во Пиринска, Егејска, Албанска и насекаде на македонскиот полуостров да се почитуваат правата на македонците запишани од Исус, како и израелците. Те сакам Господи Исусе Христе. Нека се исврли од вашата средина. И затоа луѓето заминуваат. И ти има еден дух на гордост, да не го наречам по деноминација, знае, спасен е, еднаш спасен, за секогаш спасен, по благодат спасен, нема потреба ништо да прави, го познава Бог, го познава Словото. И што уште да кажам? И што уште да кажам? А вие уште се гордеете и потоа умираат таму. Челници блиски, се чудите зошто. Па тоа е аларм, првото ниво, телесниот аларм, да се покаеш. Второто ниво, кога умираш, ти е страдањето. Ретко кој доаѓа до тоа. Колку е болно да се оставиш себе си, да сватиш дека си паднат, несовршен, немаш сила, не знаеш ништо, немаш доволно љубов и да го примиш Исус да те научи. И третото страдање е кога мојот народ гине од незнаење, онаа реченица која Исус ја кажува. Знаете, тие жал, но тие не сакаат да слушаат. Кој има уши да слуша, нека чуе. Кој има очи да види, нека види. Со срцето да разберат. Јас пак, иако со телото не сум кај вас. Ете го тоа духовно присуство. Зборува апостол Павле, но зборува духот. Само со духот треба тој да биде присутен постојано во тебе, во духот. А ти ако го немаш тоа чувство и постапуваш по своја волја, по своја одредување, своји реакции, своји чувства, духот не е во тебе. Процесот е да се промениш во ситуацијата, наместо со лошо да вратиш со љубов. Победи го злото со љубов, со добро. Јас пак, иако со телото не сум кај вас, само со духот, веќе го осудив. Духот знае што има, како да сум меѓу вас. Оној што го направил тоа. Отецот сака да ти каже дека е присутен и се гледа. Што да осудиш? Па тој самиот не сака да слуша, има отпор за тоа што е воспитан во тие библиски школи на телесност и не ќе да прими, па и ние се молиме кој е за оваа заедница да остане, кој не е да замине и нормално дека ќе замине. Па тој не е, ние не сме овдека за сликање, не сме во театар, не сме во кино, не сме на партиска определба. Сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Филипјаните беше таму некаде 5-4. Вете,
Сотрудник значи да сакаш да работиш за Исус. Од срце, со сиот свој разум, со сета своја душа. Во името на нашиот Господ, со сето своја сила Негова, во името на нашиот Господ, Исус Христос, кога ќе се соберете, вие и мојот дух. Ако се собирате во ваше име, не во Негово име и не е Неговиот дух, тогаш е духот на овој свет, тогаш вие сте далеку од Исус, далеку од љубовта. Кога ќе се соберете вие и мојот дух во името на нашиот Господ Исус Христос, во името Негово, Неговата заедница, не вашата, со силата на нашиот Господ, така примаш ти сила, Исус Христос, да го предадете на сатаната за погубување на Неговото тело. Како? Та духот Негов да биде спасен. И тој не сека да се промени. Тој останува, што ќе го предаде, што е секако од сатаната. Тој е предаден таму. Тој го предал Исус. Тој плаче за земни луѓе. Врзане, тие го оттргнуваат, остави се земно од Исус. За духот Негов да биде спасен. Духот што го имаш во тебе, самиот живот е од Отецот. И ти го сквернавиш. Вие сте храм на Светиот Дух. Не стануваш храм, стануваш блудник, идолопоклоник. Вашето фалење не е добро. Јас знам, јас можам, нашата заедница, ние ова купиле стан. Исусе, видете, Господ не живее во ракотворни храмови. Исус живее во моето, во твоето срце. Може да живее, ако му ги дадеш клучевите. Он е собственикот. Он плати за тебе, ти немаш доволно пари. Вашето фалење не е за добро, не знаете ли дека малку квас го подквасува целото тесто? Има квас фарисејски, гордост. Квасот на знаењето, писмознанци, фарисеи, садукеи, првосвештеници, црковни великодостојници, водачи на заедници. Квасот фарисејски е тоа. Мислиш дека знаеш. Ти благодарам што не сум како овој. Не, прости ми, се покајувам. Дај ми сила, помогни ми, покажи ми. Затоа исчистете го стариот квас, та да бидете ново тесто. Ете, тоа е поентата, го кажува на безброј начини. Ти треба да се прочистиш. Стариот квас треба да го фрлиш. Да умреш стариот. Да се родиш во Исус, стануваш бебе, па порасни, па слуга, па сотрудник, сакаш да работиш, па сонаследник Божји, имаш татко на небесата, па пријател Божји, се извршуваш по негова волја и знаеш што правиш. И на крајот син Божји. Ова овде ќе замине. Видливото е минливо, невидливото е вечно. Горе е вечната љубов. Знам еден човек во тело или без тело, не знам. Видете, ми покажа една визија. Седам на, вака како на некоја под расцветано, цветови, илјадници и светлина, и љубов, и мир. И слушам смеење. Не можам да избрам ангелчиња. Јас седам и слушам, кои сте вие? Исусе, вашите деца на небесата. Не можам да ви го објаснам тоа. Знаете, кога тој ќе ви шепне, ти се затресуваш. Кога ќе застанеш еднаш пред Исус, нема да бидеш повеќе горд. Ќе бидеш послушен. Татко, те љубам. Исусе, те сакам. Слава ти, Исусе. Каде застанавме? Па да празнуваме, затоа исчистете го стариот квас, да бидете ново тесто, како што сте бесквасни. Бесквасен треба, квасот е Исус, зашто Христос, паската наша, беше жртвувана за нас. Исус ке зборува, Исус ке мисли, Исус ке чувствува, но мораш да му дозволиш од срце, па да празнуваме не со стар квас. О, Исусе, те сакам. Ниту со квас од злоба и лукавство. Те сакам, Исусе.
туку со пресни лебови во чистота и вистина. Пресни лебови, тазе леб намесен. Kroz mena maголот, бидејќи е прекрасен оција има, со пресни лебови. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Христосе, ама многу бие сонцето. Слава ти, Исусе, со пресни лебови. Треба да бидеш пресен леб, не со ствари од клас. Во чистота и вистина треба да се очистиш во Исус. Исус е вистината. Да го живееш Исус, да го дишиш Исус. Ви пиша во писмото свое. Да не се мешате со луѓе што блудствуваат. Сум ги посетил сите заедници. Знаете, да видам. И кога почна ова со трудници, и ова славење, и ова употреба да бидам сотрудник Исусов, желбите што сакам јас се на нула. Што доаѓа прифаќам и действувам во Исуса. Да не се мешате, сум ги посетил заедниците. Знам до каде се, што зборуваат. Ние го имаме тој телесниот човек, не го разбира она што е од Божиот дух, 2:14, Коринтијаните. За него тоа е безумство. Но како да станеш духовен? Па тоа е прикасната. Да се празнуваш, значи, да не се мешате со луѓе што блудствуваат, да му дозволиш на Исус да управува со тебе. Не ти што сакаш. Но не да не се мешате воопшто со блудниците од овој свет. Тој зборува за црковни луѓе, кои мислат дека го знаат Словото, кои мислат дека нивната црква е апостолска, а се занимаваат со обреди од античка Македонија, македонската античка култура. Преминате и во другата религија, на кај Рим. Те сакам, Господи Исусе Христе. Да да не се мешате со луѓе, вие морате да одите кај нив. Или со користолюбци, ете ги какви сте, грабачи, идолопоклоници од секаков вид луѓе, пари, храна, држави, територии, зашто инаку би требало да излезете од овој свет. Веат знамења и убиваат, на знамето е сатаната двоглав. Слава ти, Исусе. Но сега ви пишувам да не се дружите со оној, еве за кого зборува, кој нарекувајќи се брат, си останува блудник. Не се променил толку години, истото бетер, користолюбец, идолопоклоник, хулник, никаква разлика нема меѓу телесните и нив. Само што тие мислат дека гледаат, а слепи се. Јас дојдов тие што гледаат да станат слепи, а тие што не гледаат да прогледаат. Да признаеш дека си слеп и не го гледаш духовниот свет. Хулник, пијаница, грабач, со таков дури да не јадете. Што да не јадете? Па, од ова. Зашто ќе ве затруе со затруено тесто, со квасот фарисејски. Човек не се храни само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Слава ти, Господе Исусе Христе. Слава ти, Христосе. Те љубам. Исус, исцелување за сите оние што ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Им простувам на сите. Затоа со нив да не јадете, ќе ве затрујат, и потоа со квасот фарисејски целото тесто. Ќе ставиш капка отров во буре со вода. И крај на програмата. Затоа дали треба јас да ги судам на дворешните? Не ги судам. Јас само зборувам што пишува овде. Нели ги судите вие внатрешните, вие сами судете се внатре во себе си, признај дали имаш доволно љубов. Дали си му предал се на Исус? Дали тој управува со тебе? Дали тој те води или ти правиш како што сакаш? Дали те сакам, Господи Исусе Христе? Надворешните ќе ги суди Бог, Отецот. Вие изфрлете го лошиот меѓу вас. Така и ние се молиме кој е за да остане во вас сотрудници, кој да си замине. Тие ќе поднаучат нешто. Слушнале нешто. Гледаат. И гревот ќе остане, ако тврдиш дека знаеш.
не сакала да слуша Господ ја учел, и кога ќе погледнеш по делата, што пишува, како се однесува, тој процес на кавги со секого, верижна реакција сатанска, да возвраќаш со лошо, да не простуваш, па и тебе нема да ти се прости. Молитвата е повик за помош. Господе Исусе Христе, дојди во Македонија, дојди во моето срце и помогни ми. Почетна категорија. Повик на Исус да дојде во твоето срце. Како? Како да се молиш некому кого не го познаваш? Да го знаеш таму негде го има. Или си го прочитал во некој стих. Ние не зборуваме за стиховно познавање или сликовно во заедниците. Или да вапцаш јајци, или да рипаш во реката, или да положуваш раце, да се занесуваш. Мислиш дека еднаш си крстен во духот и крај на програмата. Духот е први над тебе, околу тебе. За да се распламти твојот дух, тоа е процес. Како да се молиш некому кого не го познаваш? Па викаш на Исус да дојде во твоето срце. Викаш: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се, Исусе, сине, да го запознаеш Исус. Затоа не се молат, не го познаваат, мислат дека го познаваат. Молитвата не им се услишува, не веруваат дека Исус дошол и пострадал за нас. Да ни даде сила и светлина во оваа долина на сенка, темна, смртна. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се, смилувај ни се, дојди во нашите срца, дојди во моето срце, дојди во мојот живот, дојди во моето семејство. Исусе, помогни ми, Исусе, помогни ми од срце, лице в лице, срце со срце. Повик на давеник кон Исусе. Исусе, дојди и помогни. Повторувај, додека од срце не запали твојот дух. Молитвен повик за помош. Потоа се покајуваш да бидеш исцелен. Немам гревови. Ако некој вели дека нема гревови, лажеце и вистината. Исус не е во него. Се покајуваш за себе, за предците, за твојот народ, за земјата, за се, ќе ти доаѓаат состојби на покајување по долги години. Потоа Исус се населува и тогаш ќе ти текне зошто ти се случува тоа, зошто ми се случува ова, па ти си постапувал така, не си го покајал тоа. Штом не го покајуваш и Исус не е комплетно во тебе, ти отплаќаш на рати, затоа се болни христијаните. Тоа ти е благослов болеста. Со телото да пострадаш, да не грешиш повеќе. Потоа Исус се населува во дух во твоето срце. Тоа е целата суштина, да се насели Исус. Ама не е тоа само така ти си мислиш, тоа е вистински процес, ќе сеќаваш топлина, ќе се потиш, ќе ти се случуваат работи, ќе те учи на ситно, ќе те боли ногата, раката заради нешто вакво или такво што си помислил, си рекол, не си направил, да се оставиш себе си, ако се оставиш себе си на крстот, ќе дојде Исус. Се фаќаш и се фрлаш таму. По калта. И не се враќаш повеќе како свињата. Ќе повратиш. Не ја јадеш својата блоеница како пес. Потоа примаш сила да им простиш на сите. Сила да им простиш на сите. Дали им прости. Никого да не осудиш. Никого. Да ја прифатиш Исусовата волја. Ете, тоа е христијанство. Ти зошто ова, зошто вака, сакам така. Не сакам ништо. Исуса го сакам. Потоа постојано мислиш на Исус. Се молиш, растеш во духовниот човек. Растеш и стануваш. Прва категорија, раб Божи, слуга, служиш на Исус. Исус беше слуга на сите. Сотрудник стануваш потоа. Сакаш да работиш со сето срце. Сакам Исусе. Не можеш да сопреш да зборуваш на Исус. Стануваш сонаследник. На сте овој свет. На Божјото царство, знамеден во тело или без тело. Беше качен на третото небо. Значи, ангелчиња и лјадници, таква радост и мир и љубов. Тоа се вика вашите деца на небесата. Видите, се работи за еден пар кои сакаат да имаат деца на земјата. Тоа им покажува
Ние имаме духовни деца. Пази, зборувам за состојба. Ти сакаш тоа, а тој ти дава нешто друго. Кој љуби син или ќерка повеќе од мене не е достоен за мене. Знам, не треба да го сваќате буквално. Молете го Исус да ви отвори. Сонаследник, пријател Божји, Аврам го носи Исак, толку години чекан да го убие. И вели Господ Исус, Отецот тогаш не го познава Исус, ќе го воскресне. И се нарече пријател Божји. Син Божји, послушност, покорност, доверба во Отецот Небесен. Стануваш молитвен војник на Исуса Христа, си му ја предал власта во твојот живот. Примаш власт тогаш од него. Да газиш на змии, на скорпии, лав и змеи да убиваш. И ништо нема да ти напакости. Потоа молитвата е живо слово, меч на духот, оружје против паднатиот и неговите. Бегај од мене, Сатано, во името на Исус, и не се враќај повеќе. Бегај, Сатано, од македонскава земја, од нашата заедница. Амин до Божјиот царство небесно. И молитвата е жива, борбена, силна, исцелителна, воскреснува од смрт во живот. Го менува созданието. Можете да и кажете на оваа планина, стани и фрли се во морето во името на Исус. Или на морето да се раздоли, тоа ќе се направи. Има духовна сила Исусова молитвата. Ете така работиш за Него, за Отецот наш, за Исуса и го бараш Царството Божјо. И потоа се друго ќе ти се придодаде. Те сакам, Господе Исусе Христе, Татко мој. Јас знам дека имам Татко на небесата, кој е љубов. И јас сакам да се вратам и да бидам љубов. Знаете, со духот сум со вас. Апостол Павле. Некој држи таткова жена, ја држи црквата, ја поделил, мисли дека е негова слава и некој таму идолопоклонства. И кога ќе се соберете вие и мојот дух, ако се собирате во погрешен дух, во духот на овој свет, не е со Исус, та духот негов на грешникот да биде спасен во денот, кога ќе застане пред Исуса. Малку квас го подквасува тестото, може да биде квас фарисејски, затоа не треба да јадете со нив. Да не се дружите со блудници, користолюбеци, идолопоклони, да не јадете со нив, ќе те затрујат. И не ги судите на дворешните, и сврлете го лошиот меѓу вас. Тој што треба да остане, да ги слуша овие слова, тој што не треба ќе се замене. Што имам јас со тебе? Имам едно дете, го викавме Елисеј, пишуваше, па сега го снема пак. Член на семејство му брани да доаѓа. И сега тој идолопоклонство. Кој стои меѓу тебе, Исус? И често ја зборувавме со него таа слика. Илија проаѓа кај Елисеј, го вика, чекај да направам тоа, не се поздравам со мајка ми и нивата, ралото. Илија му вели, што имам јас со тебе? Елисеј, среќен ти пат. И продолжува, потоа Елисеј трча да го стигне. Немој да бидеш како Елисеј, да трчаш, па да не можеш да го стигнеш. Времето на твојата милост, да си го познаеш времето. Те сакам, Господе Исусе Христе, силата Исусова со вас, мирот Исусов со вас, љубовта Исусова со вас. Бегај од нас, Сатано, и не се враќај повеќе. Здрави и исцелени во Исуса Христа. Амин. До Божјиот царство небесно. Ах, колку си не возлюбил Татко небесен. Го даде својот возлюбен син Исус, плати за нас, а тие си тераат по старо. Ете, тоа е мојот народ. Гине од незнаење. А вие, армакедонци мои, знаете ли дека нема друга причина да бидеш на земјата, освен таа да имаш време на милост, да го избереш Исуса. Сето друго е духот на овој свет. Мир вам
do Božje carstvo nebesno. Amin. Sve je možno za onoj koji veruva u Hrista i da umreke žive. Koji veruva u Hrista na suden den ke voskresne. Koji veruva u Isus ja pobedi smrta. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselam u nego, da se rodiš od novo. Otvori go srce to, otvori go srce to, da se vselam u nego, da se rodiš